Прашањето на агресијата во Украина е едно од најважните прашања за целиот свет во моментот. Таму се води битката помеѓу демократијата и авторитаризмот. Исходот од таа агресија ќе го одреди не само светскиот поредок, туку воопшто мирот и стабилноста во целиот свет за децении што доаѓаат. Но посебно важно за европскиот континент и за регионот каде што ние живееме. И обично кога ме прашуваат по однос на европската перспектива на Украина, се обидуваат да не ставаат во еден компетитивен однос, дека како може Украина да добие забрзана патека за ЕУ, кога еве Северна Македонија чека со децении. И јас велам, доколку Украина не победи, тогаш бродот во кој што ние сакаме да влеземе може да потоне. Тогаш не вреди целата наша таа аспирација за членство во Европската унија. Од тука украинската приказна е многу поголема од сите други политички динамики и предизвици. И затоа и како председавач на ОПСЕ јас решив Украина да биде доминантната тема на целото председавање. Го почнав председавањето на 16 јануари после презентација на приоритетите во Виена, на 11 на 16 веќе бев во Киев, и тоа не само на средба со Зеленски и со мојот колега Кулеба, туку и посета на терен со луѓето кои што се каде што имаше ужасни воени злосторства, ги посетивте, вие бевте меѓу првите. Така е. И повторно ќе одам следната недела. Токму за да покажам дека ова наше председавање ќе биде во духот на Украина, меѓутоа и во текот на самото председавање немаше седница на постојаниот совет на ОПСЕ, која што се случува секој вторник во Виена, каде што една од темите не беше руската агресија во Украина, бидејќи сметавме дека на оваа прашање мора да го држиме целото наше внимание. И тоа не само поради политичките последици, туку пред се поради она човечкото, бидејќи ако сте забележале, насловот на нашето председавање е It's about people. За луѓето се работи, а во Украина луѓето се тие кои што во моментот гинат, кои што живеат во неподносливи услови, деца кои што се киднапираат и се носаат принудно во семејства во Русија, милиони кои што се разместени не само внатре во Украина, туку низ целиот свет, и од тука нашето внимание беше како да им се помогне на луѓето.